Neverojatno koliko boli koga gledam kako majka. Ne možem da vi opišem koliko je porazitelno čustvo to. Koga ke poglednete koliko smrtni slučaj ima na novorodenčinjata во Македонија во изминативе години. Колку лесно отидоа златни деца што можеше да се спасат, ама се изгубија поради арогантноста на државата. Таква една неодговорност, таква страшна реалност. Животот на детето да ти зависи од некој фонд кој одлучува да не ти дозволи негово лекување, за да заштеди со банални причини, без никаков одговор, без никакво сочувство, а при тоа гледаш како државата троши милионски суми на барокни огради и споменици. Како да е поважен каменот од луѓето или некој споменик од твоето дете. Ова што се случува во Македонија е страшно. Во други земји ќе се дадоа оставки, ќе имаше реакција од државата да коригира да не се повтори таков случај. Но не и кај нас. Тука се премолчија сите случаи, се продолжи како ништо да не било. Боли што не можевме да го спречиме тоа и што ништо не направивме. Но најмногу боли што никој на повисоко ниво не поднесе одговорност. Не знам како спијат тие луѓе, навистина не знам. Но знам дека човекот во Македонија го изгуби достоинството. Младите се повеќе се одселуваат. Цели семејства се одселија. Се чини дека тука кај нас семејството е најтешка обврска, особено кога едва и врзуваш крај со крај. Нема ништо пострашно за една мајка, за еден родител да не може да обезбеди основни услови за живот на своето дете. Ова е наша реалност, луѓе. Не барокната фасада на Скопје, не баловите што се прават. Верувам дека може да го средиме целосно здравствениот систем, дека може да го вратиме достоинството. Верувам дека буџетските средства може да се трошат правилно и за корисни нешта, а не како досега. Македонија навистина може да биде земја во која сите ќе бидеме еднакви и ќе живееме достоинствено. Македонија може и заслужува да биде успешна земја. Промената почнува од нас. Затоа, на 11 декември, ние жените ќе го дадеме својот глас. За живот во Македонија. За живот во Македонија. Социјалдемократски сојуз на Македонија.